Во студиото на МИА е господинот Африм Гаши, лидер на политичката партија Алтернатива и носител на кандидатска листа во втората изборна единица на коалицијата Вреди. Господине Гаши, добро дојдовте во студиото на МИА. Благодарам за поканата. Коалицијата Вреди се промовираше како конкуренција во албанскиот политички блок со клучна цел да ја урне Дуи од власт после 20 години. 3 месеци по промоцијата на коалицијата и неодамнешните резултати од првиот круг од претседателските избори, какви се изгледите за тоа? Прво, не сме соединиле како приоритет да ги срушиме, туку да направиме демократска ротација и да ги одмориме малку, зашто многу долго се на власт. Ние пред се го направивме ова обединување за да биде подобро за албанците, за сите граѓани, за државата, затоа што мислиме дека навистина Дуи стана најголемиот кочничар на сите позитивни процеси во државата и мислиме дека тоа е многу здраво. Значи, нивното одење во опозиција е колатерална штета треба да биде под наводници на овој процес. Како и да е, 4 политички партии се соединивме. Албанците долго време од 2011 со број на гласови гласаат против Дуи, повеќе се опозицијски настроени и ние сме убедени дека на 8 мај овој глас ќе биде покажан на избирачките кутии и на конечните резултати ќе излезе на виделина големата волја за промени кај албанците. На клучниот бастион кај што се надпреварувате со Европскиот фронт, Таравари во Гостивар освои 75 гласа повеќе од Османи, а во Тетово 700 помалку. Како ова би го поправиле во ваша корист на 8 мај? Треба да знаеме дека има голема разлика на начинот и култура на гласање на претседателски, локални и парламентарни избори. И јас ќе ви дадам еден најпластичен пример од 2009 година, кога истовремено имаше претседателски и локални избори на истиот ден, и Мерселмани, кој беше претседателски кандидат, истовремено беше и претседател на Нова демократија. Како претседателски кандидат, на тој ден, истиот ден, доби 150.000 гласа, а како партија добија околу 50.000 гласа. Значи, различно гласаат луѓево за различни избори. Вториот аргумент е тоа што затоа што не е изгледно дека албанец ќе стане претседател во непосредни избори, албанците долго време нема култура на поголемо излегување на претседателски избори. Ние мислиме дека многу е битно на парламентарни избори, кога ќе има поголема излезност, ќе се покаже таа волја. Додека сите гласачи на Дуи, кои они ги контролираат клиентелистички, најголемиот број кои тие или ги подкупуваат, или им се закануваат, или се најблиски нивни членови кои се функционери и така натаму, ги изнесуваат секој глас. Додека нашите гласачи се слободни граѓани кои по своја нивна слободна волја излегуваат или не излегуваат и нашата перцепција дека на 8 мај ќе биде најпоголемото излегување и ќе видите дека ќе има голема разлика и во Тетово, и во Гостивар, и во Чаир, и во Куманово, и во сите градови. По објавата на изборните резултати излезе информација во јавноста за средба на Таравари со Ахмет. Имаше ли некаква понуда? Таравари тоа го демантираше, но сепак може ли од вас да слушнеме зошто тоа воопшто излезе? Па излезе затоа што единствено нешто што го знае Али Ахмети да го направи, да го прави е да разделува. Разделува и владеј, тоа е неговата максима. И он мислеше дека одма по изборите ќе имаме ние некој дефетизам или па најде начин како да ствара недоверба помеѓу нас. Нашата доверба е многу голема помеѓу сите коалициони партнери. Господинот Таравари немаше никаква средба ни со него, ни со никого од Дуи, никаква понуда, така да е тотално лажно. И затоа е навистина срамно како еден многу сериозен медиум од Албанија и една таква политичка партија која сака да го добие гласот уште еднаш на албанците,
на таков начин манипулира со граѓаните. Така тотална лага е тоа што беше изнесено во јавност. Со многу поголеми очекувања сте за 8 мај. Што е клучното? Со што се представувате пред граѓаните и што им го нудите од вашата изборна програма? Нашите столбови главни се базираат на најголемите потреби на граѓаните, особено и албанците, но тука веќе во овие избори имаме целосно преклопување од прилика на интересите на граѓаните. Нашиот прв приоритет секако ќе биде европската интеграција. Ќе направиме се да се убедиме заедно со идниот наш партнер и да влеземе во процес на уставни измени. Ќе разговараме со меѓународен фактор, ќе направиме се да влеземе во процес кој ќе ги отпочнеме и практично поглавјата, за да ги затвориме што побрзо и Македонија да стане член од Европската унија. Тоа е наш прв приоритет. Вториот приоритет столб ни е реформскиот концепт во економијата. Нашата тенденција ќе биде многу брзо, уште од првиот ден да се занимаваме со подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ќе тежнееме кон зголемување на минималната плата за 4 години да биде најмалку 800 евра. Ќе направиме се да се намалат цените на сите продукти и се што се купува во државата, за да се зголемат платите на граѓаните. Ќе гледаме да направиме клима за инвестиции на надворешни инвеститори, како и на нашите граѓани кои живеат во диаспората да ги привлечеме да дојдат да инвестираат. Тоа е вториот најбитен столб. Третиот столб ќе биде борбата против криминал и корупција и владење на право. Тоа ни е навистина многу битно. Неказнивоста веќе станува феномен во државата и веќе никој не верува дека што и да направите во оваа држава нема да одговарате. Но ова треба да се стави крај. Значи нема да имаме ред во државата, нема да имаме напредок ако луѓето кои се го надминале и ја преминале линијата на кршење на закон нема да одговараат. Исто така политичката корупција, вие знаете дека ние како алтернатива, додека бевме во влада, предложивме уставни измени, да имаме уставен амандман каде политичката корупција нема никогаш да се старува како кривично дело. А за жал, нашите опоненти тоа го направија преку кривичниот законник и ги намалија годините на настарење на политичка корупција или делата по политичка корупција. Четвртиот столб, што ми е многу битен, особено мене, е новиот концепт во образование. Немаме иднина како држава и како граѓани ако не направиме нов концепт во образованието. Ние мора да се стремиме кон поголемување на квалитетот на знаење на учениците. Да го подобриме целосно нашиот образовен систем. Мора нашиот образовен систем да биде во согласно со потребите на модерното време, на новите потреби на денешниот свет, на технологијата. Веќе во светот зборуваме за артифицијална интелигенција, ние нашиот систем во некои битни делови уште личи на поранешниот социјалистички систем. Така да многу ќе бидеме заинтересирани за тој нов концепт кој ќе биде изгласан, работен заедно, консенсуално со сите битни фактори и политички и научни во државата, за да немаме потоа прекинување на тој процес, туку кој да дојде на власт после нас, да го продолжи тој процес на имплементација, на подигнување на степенот на квалитет во образованието. Здравството, исто така, социјалните проблеми, децентрализацијата ќе ни биде многу битен стол. Значи, тоа беше еден од битните столбови на Охридскиот рамковен договор. Вие знаете дека уште сме една од најцентрализираните држави во Европа. Ќе направиме се парите да одат кај општините, кај граѓаните, да имаме решавање по веќе на овие инфраструктурни главни проблеми како што е водовод, канализација, асфалт, осветлување. Тие работи веќе треба за 4 години да бидат минато.
Во 21. век сме, во срцето на Европа, тоа не е дозволиво за нас. Ќе ве вратам на првиот приоритет, евроинтеграциите. Вашиот председателски кандидат во текот на кампањата најави дека ќе се бараат гаранции, дека ќе нема нови условувања за преговарачката рамка. И вие истовремено сега споменавте дека ќе направите се со вашиот иден коалиционен партнер за да се откочи овој процес. Што конкретно? Имате ли конкретен предлог? Па не, тоа е многу сложен процес. Во вакви сложени процеси каде имате соседна држава, имате Европска унија со сите тие држави, Соединетите американски држави се дел од овој процес, треба да имате пред се подготвеност за тоа кои ви се главните приоритети што сакате да ги одбраните. Треба да ги знаеме целите како држава. Сакаме да бидеме дел од Европа. Тоа е првиот аргумент или критериум. Вториот треба, ако е критериум одбрана на идентитетот, јазичен и културен на македонците. И тука сме сложни дека во овој дел можеме заедно да застанеме. Другата страна ќе видиме што можеме заедно да направиме како притисок врз Бугарија. Да ги убедиме нашите меѓународни фактори, да разговараме со нив. Очекуваме и во Бугарија нова клима, нова политичка клима. Политиката е тежок процес. Треба преговарање, треба компромиси. И ако имате волја и ако сакате тој процес да го терате, ќе треба на тој начин да вложите се како политички капитал што имате. Ја мислам дека сите заедно во државата, најголемиот број на политички партии се сложни околу нашата стратешка ориентација дека сакаме да бидеме дел од Европската унија и ќе треба да во тој процес да одиме заедно. Имајќи ги предвид ставовите на кандидатите што продолжуваат во втората трака, можат ли да очекуваат поддршка? Кој би можел да очекува поддршка? Во контекст на ова прашање, на евроинтеграциите и уставните измени? Па видете, ние како опозицијска партија немаме никаква моќ, и не би сакал никогаш да имам таа моќ, врз нашите гласачи. Ние и кога бараме глас за нас, не е лесно да ги убедиме, затоа што треба аргументирано да збориме, они ги проверуваат нашите политички кариери, биографии и така натаму, така. Не, денеска граѓаните се доста политизирани, имаат висок степен на политичка култура и свест и не може така лесно да ги ориентирате. Така да нашите гласачи се свесни. Ние нема да им кажуваме што да прават они. Они точно знаат што треба да направат. Јас сум убеден дека ќе го направат тоа што е најдобро за нив, за граѓаните, за државата и така. Какви изборни резултати очекувате на парламентарните избори и што е вашата предност во изборната единица кај што сте носител во однос напротив кандидатите? Па не сакам да зборувам за другите. Мислам дека граѓаните треба да не ценат. Јас мислам дека имаме нашите најбитни елементи се тоа што сме се обединиле. Првиот аргумент, вториот е затоа што имаме добра програма, третиот аргумент е што имаме добра понуда како човечки ресурси во нашата листа. Четврто е тоа што граѓаните веќе знаат што ги очекува ако го изберат нашиот против кандидат, единствено може да очекуваат подобрување и промена ако не гласаат нас. Јас сум убеден дека граѓаните овој пат ќе се одлучат за промени и тоа ќе бидете убедени дека на 8 мај тоа така ќе се случи. Се гледате ли за евентуален иден партнер на Мицкоски кој вели дека уверен во победа и ја преферира албанската опозиција за коалицијски партнер? Па не би сакал да преюдицираме ништо во овој процес, но веќе некои резултати од председателските избори навестуваат како може да изгледа идната влада. Нас ни е битно прво да го добиеме што повеќе гласови кај албанците. Прво и второ што е битно, ние сме како коалиција единствени кои имаат легитимитет
да ги представуваат албанците. За жал, ДУИ го напушти овој концепт. Они знаете дека имаат коалиција со други 8-9 политички партии, со другите етнички заедници. Тоа е сосема во ред, но тоа е веќе битка во делот на политичките партии што го прават ВМРО и СДСМ. Они и така настапија. Рекоа дека не се во битка со нас, туку со ВМРО и со СДСМ. Па ќе видите дека ќе изгубат од нив или ќе видиме каков ќе биде резултатот. Но што се однесува до правење нова влада, од 90-та година немало влада без албанци или легитимни представници на албанците. И затоа мислам дека идната влада или идниот мандатар мора првенствено да разговара со нашата коалиција. Ако ние не прифатиме, тогаш доаѓа во предвид бројките демократијата 61 пратеник, но пред се ние креиравме едно непишано правило дека навистина и заради стабилност во државата и заради се е добро во владата да има освен еден главен македонски политички актер или субјект и во албанскиот дел да има политичка партија која ќе ги представува албанците. Што конкретно содржи вашата рамка за постизборно коалицирање од која не би излегле? Клучните работи? Клучните работи се тоа што ги кажав пред малку и се содржани во нашата изборна програма. Ние ќе бараме гласови кај нашите гласачи за таа изборна програма и ќе сакаме тоа да го имплементираме во заедничката владина програма. Се надеваме дека нашите и сме убедени дека нашите барања се можат лесно да се имплементираат, не се барања кои се популистички и неостварливи, и затоа ќе гледаме најголемиот процент од нашите барања да бидат вклопени во владината програма, заедничка, за да од првиот ден да не имплементираме програми на некои политички партии и коалиции, туку да имплементираме заедничка владина програма. Тоа е нашата цел. Како гледате на евентуална коалиција со новиот политички субјект ЗНАН и со Левица како комбинација? Левица во овој момент не доаѓа предвид додека они има такви различни ставови по многу битни прашања. Како што е стратешка ориентација на државата, во однос на албанците и ориентацијата на албанците и така натаму. Екстремната левица, а често со екстремни десни ставови, левица, значи во овој момент не представува субјект со кој можеме да разговараме и сработуваме, додека со партијата на Максим Димитриевски не е проблем да соработуваме. Ние, впрочем, како алтернатива и Алијанса за албанците сме во Куманово на локална власт со господинот Димитриевски и сме задоволни од соработката што имаме во Куманово. Исполнува ли вашите очекувања вклучувањето на самоопределување во вашата платформа? Имате и кандидати на листата? Не го разбрав прашањето. Дали ги исполнува вашите очекувања вклучувањето во вашата платформа на самоопределување? Самоопределување во Македонија е повеќе автентично отколку што мисла дека се креираше перцепција дека е вмешување од надвор. Затоа ги знаете нашите релации со албанците од Косово, сме живееле во иста држава долго време, фамилиарни врски и така натаму. Голем дел од албанците или еден дел од албанците во Македонија политички се определени и имат симпатија кон Ведвендосје. И они бара, затоа што се повеќето опозицијски настроени, сака да бидат дел од нашата коалиција за промени во албанскиот дел, така да немаше некакво очекување од Ведвендосија наспроти нас. А тие гласови или тие албанци кои во Македонија имат симпатија кон Ведвендосија, се со нас и нашите очекувања се целосно исполнети. Ние сме задоволни со тоа што они се приклучија кон овој многу битен обединувачки процес за политичка ротација во албанскиот блок. За крај една оценка за кампањата досега и за очекувањата за наредните 10 дена.
Навидум изгледа добро, ако навлезете само малку подлабоко, ќе видите дека тоа што Дуи го прави впрочем воопшто не е во согласност со елементарните принципи на демократија и на избори. Најголемиот број на гласачи кои они го изнесуваат се со принуда, со купување, направија голем преку коруптивните сделки нивни, преку казината, преку купување на трговски центри, преку проекти како што е Коридорот 8, изидуваа проценти со кои сега ги купуваат гласачите. Им се закануваат, ги принудуваат на излегување на избори, така да ова воопшто не во согласност со демократските принципи. Но граѓаните се исплашени и не знаат и каде да пријавуваат, како да пријавуваат. Имав еден пример во Куманово на 24 април, кога е виден активист на Дуи како купува гласачи, е пријавен полиција, а полицијата доаѓа кај пријавувачот и бараат да го осудат или да го пријават за лажно пријавување. Замислете во каква ситуација се албанците денеска. За жал Дуи одамна е решена да не бара гласови од албанците по нивна волја, туку они клиентелистички се настроени, сакаат победата под наводници само да ја купат со пари. Мислам дека и дојде на крајот на таквите политики. Албанците сакаат промени, тоа е добро за сите граѓани и мислам дека на 8 мај тоа ќе се покаже на избори и идната влада ќе се формира без Дуи, што мислам дека е здраво и за нив на крајот на краиштата, но не е битно тоа, битно е дека е добро за граѓаните и за државата и за сите нас. Не кажавте за очекувањата за кампањата за наредните денови, дали го очекувате поагресивен настап? Да, мислам дека во овој дух они ќе продолжат во борба за секој глас. Сега веќе ги имаат јасна слика кој гласал за нас и они ќе направат се тие наши гласачи да ги подкупат, да им се заканат, да направат се за да го намалат нашиот број на гласачи, но ќе видите дека тоа нема да се исплати. Јас сум убеден и ги повикувам сите органи на државата и обвинителство и полиција да бидат овој пат да креираат услови на фер избори. Значи, никој нема право на таков начин да го злоупотреби државниот апарат на сметка на една политичка партија за они да имаат поголем број на гласови. За жал, они на таков начин дојдоа на избори и победија и дојдоа на политичката сцена и не знаат, нема друг механизам они како да делуваат политички. За жал, велам, ја не сум задоволен што една политичка партија ниту во државата, ниту кај албанците не би сакал на таков начин да се однесуваат, но не успеа да се реформираат за жал. Мислам дека само опозиција ќе ги реформира и затоа мислам дека е здраво и за нив. Господине Гаши, ви благодарам за интервјуто. Ми беше чест и задоволство. Благодарам на вас.